трагичен инцидент ја потреса македонската јавност. Откако денеска на социјалните мрежи беа објавени застрашувачки фотографии од тосквернавен гроб на познатиот новинар Зоран Василевски Фаци, кој пред неколку месеци ја загуби битката со тешка болест. Фотографиите ги објави неговиот најблизок колега и пријател Стефан Лазаров, кој со огорченост и шок ја сподели веста на својот Инстаграм профил. На фотографиите јасно се гледа дека гробот е откопан, а земјата и плочите расфрлани наоколу, што предизвика загрозување кај јавноста. Според информациите, гробот го затегнале членови на фамилијата на Василевски, кои веднаш ја алармирале полицијата. Лазаров во своето јавно обраќање упати апел до Министерството за внатрешни работи, барајќи што поскоро да се најде сторителот на овој гнасен чин. Таман кога човек ќе помисли дека полошо не може да биде, се случува ваква работа. Некој го откопал гробот на Зоки, претпоставувам барајќи злато или вредни работи. Па добро бе, останали малку човечност помеѓу нас луѓето. 6 месеци немаат поминато. Какви се тие монструми што прават вакви работи? Срамота. Случајот е пријавен од семејството на Зоки и се надеваат дека Министерството за внатрешни работи во најбрз можен рок ќе бидат пронајдени сторителите и ќе бидат казнети за во иднина да не се случуваат вакви одвратни дејствија, изјави Лазаров на својот Инстаграм профил. Внукот на Зоки, Виктор Митровик, исто така видно изреволтиран, во објава на Инстаграм напиша: "Осквернавен гробот на Зоцко, барајќи злато, пари и вредни работи. Колку треба да си ретардиран да смислиш и да направиш вакво дело? Монструмите ќе бидат најдени и ќе бидат казнети на максимум. Лоша рана нискобуџетна", додаде Виктор. Веста за осквернавениот гроб ја потресе јавноста, а многу јавни личности преку социјалните мрежи изразија гнев и поддршка кон семејството на Зоран Василевски. Екипата на Хајп Македонија ги сконтактира некој од нив. Мија Костова со виден гнев изјави: "Во случајов е Зоки и да не е Зоки, мислам дека е едно дело кое што треба да сноси одговорност, секако. Сметам дека е ужасно по семејството и многу ми е жал што е баш ете Зоки. И се надевам дека крајната цел им била да најдат нешто, меѓутоа како и да е, сметам дека треба да се најдат причинителите и да одговараат пред законот." Мија, дали сметаш дека ова е можеби некој од неговите непријатели или сепак се работи за некои лица што се познати по овие дешавки работи? Па јас верувам дека ниту еден човек колку и да има нешто против тебе не би направил вакво нешто, особено не откако ќе заминеш од овој свет, ама верувам во зборовите на Лазаров, барем кај него прочитав, дека се работи можеби за некоја идеја за кражба. Пак ќе кажам, зашто и да се работи, сметам дека треба да се најдат причинителите и да одговараат според закон. Марта Лазарова, сопругата на јутјуберот Стефан Лазаров, видно потресена додаде: "Не можам да разберам каква личност би направила нешто вакво. Ова не е непочитување само кон Зоки, него и кон сите блиски кои го сака и почитуваа. И да се надеваме дека ќе се најде сторителот и ќе се ја добие заслужената казна за ова." Марта, дали сметаш дека ова го има направено некој од неговите непријатели или сепак се работи за лица кои што ова го прават често? Мислам дека не се некои непријатели. Така. Не мислам така. Ивона Јосе изјасни: "Многу ми е жал што живееме во време каде што се соочуваме секојдневно со некоја информација која што стигнува до нас и ние мораме вакви работи да коментираме, а не да даваме убави изјави, да коментираме колку е прекрасно и колку светот е убаво место за живење. За жал се повеќе и повеќе се разочарувам, а деновиве сум, тоест месецов сум се дома и некако се стига до мене, затоа што сум изложена на информации. Прекриво ми е што постојат луѓе кои што бараат на тој начин, дали внимание, дали барале пари при отварање на гробот, не знам, само еден знае, тоа е нашиот Бог. Само можам да кажам и да апелирам да секој ден луѓето работат се повеќе на себе и да се помалку има овакви инциденти, овакви случувања кои што навистина се препотресни за нас, кои што не сме имале голема близина, камоли на родителите и на најблиските
пријатели и роднини на Зоки, еве искрено, јавно им искажувам жалење и извинување, иако не е моја одговорност, и се надевам дека ќе се пронајде виновникот и дека судот ќе направи, органите ќе направат нешто за осветлување на целава ситуација. Така, Ивона, кажи ми твое мислење, дали сметаш дека овој чин го има извршено некој од неговите непријатели или сепак се работи за лица веќе познати по овие случаи? Јас велам само еден горе гледа и само еден знае што се случува, така што не би сега кога е веќе се почнато и постот, а и живеам таков живот, немам мислење за тоа кој би можел да го направи. Сигурна сум дека знаењето на тој што го направило до тука, но ева апелирам доколку го прочита ова или доколку допре до него, да ова биде нешто последно, да се покае и да има покаяние, затоа што сите сме грешници, а јас не сакам навистина да си ставам на мене. Знаете како велат, кој суди, кој дава суд што се однесува до тоа до мислење, поголем греф прави од оној што го има направено, така што немам мислење. Но апелирам кој да се освести, да се покае и да нема вакви повторни случаи. Даниел Николовски видно шокиран од грозоморниот чин. Даниел, кажи ми како го коментираш овој грозоморен чин кој се случи денес? Јас сум искрено во шок, мислам, апсолутно ми е неочекувано дека кај нас може да дојде за нешто вакво. Страшно е, мислам, немам ни коментари, искрено, баш сум затечен од целата таа ситуација. Посебно со тоа што станува збор за некој кој што јас добро го познавам и се уште ми е премногу жал за целата таа ситуација, али нема да се повторувам, ќе кажам само да не се повтори нешто вакво и дека е апсолутно грозно. Не знам, згрозен сум целосно. Даниел, дали сметаш дека ова го има направено некој од неговите непријатели или сепак се работи за луѓе што ова им е секојдневие? Се надевам дека нема таква маса на луѓе кај нас кои што некој ваков грозоморен чин може да им биде секојдневие, ниту па дека некој кој што нели Зоки му бил помалку симпатичен. Стварно немам никаков коментар или доколку ми веруваш, освен тоа што сум во сериозен шок и апсолутно згрозен од целата таа ситуација. Марија Луиса, која на својот Инстаграм исто така упати апел, Луиса, кажи како го коментираш овој грозоморен чин кој се случи денеска во врска со Зоки? Се моментално да ти кажам, искрено го видов по пат, значи се наежив, како е можно постојат такви луѓе во ова наша држава. Катастрофа, срамота, ова е срамота жива. Немам зборови кои би можела да ги употребам за овој срам што се деси, што го направиле, кој да бил. Искрено ти кажам, немам појма кој би можела да го направи ова, али кој да го направи, значи, катастрофа е ова. Ова е, немам зборови кои би можела да ги употребам за овој чин. Тварно и потресена сум во моментот. Згрозена сум, не знам како да ви објаснам. Агнеса Органџиева се изјасни со свој став во врска со целата ситуација. Агнеса, кажи ми како го коментираш овој грозоморен чин кој што се случи денеска? Баш видов пред еден час, мислам дека објави еден од нашите јутубери. Мене ова ми е многу чудно, бидејќи досега нит сум чула, нит сум видела нечи гроб да биде откопан. Мислам дека не се работи за злато, бидејќи Зоки нит носеше накид, нит имаше пари, нит беше некој богаташ за да му се направи тоа што го видовме сите. Јас мислам дека ова е нешто намерно направено, подплатен од некој негов пријател или непријател за да има вака популарност јавно неговиот гроб. Мислам дека му е лесна земја, ама како и да не е ова се е направено, јас мислам дека со причина мое мислење. Дали може би алудираш на некој по твое мислење или воопшто така? Не можам да алудирам, не можам стварно. Пример, Стефан гледам дека многу е потресен, после изгледа некој негов друг, некој близок човек. Подсетуваме, Зоран Василевски, познат како Зоки Фаци, беше истакнат македонски естраден новинар и водител. Кариерата ја започна во дневниот весник Вест, а подоцна стана водител на естрадниот магазин Фаци, откаде што го добие прекарот Фаци. Познат по својот провокативен стил, Зоки Фаци важеше за еден од најдобрите естрадни новинари во Македонија. За жал, по долга борба со канцерот, тој почина на 1 ноември 2024 година.